Не знам што да правам веќе. Значи, ајде да намеш ако има ова да не ме врне. Дека може. Значи сега се наоѓам у болница, ме бодеа бразили, ме бодеа, ме масакрира. Се шала. Та здравници девојки и дечиња доаѓа во најакта фамилија во Скопје, а и почивако што се дешава денес. Саатот е тоа не е на саатот, ама отприлика знам дека е 8 и нешто, а јас бев да ме бодат за литиум. Еден добар батко ме боткаше и пошто наглавно сум правен испитување, решив да ме фати моторен воздух. Таа болница ме ботка за литиум. Така, ако не знаете што е литиум, изгуглајте и ќе да знаете. Пошто ова испитување што ме на мене е ова, ми го правя нагладно и за да не ми се слоши, си купив сок и да ме фати моторен воздух, пошто малце напната ситуација внатре. На времето што не се поводи, така тоа е тоа. Само знам дека ова капутот ми остана у болница, ама ќе го земам. За 20 до 30 минути треба да ги земам резултатите, а јас искам малце воздух да ме фати, сфрално. А не, натака не смем, окей, ај назад. Време дојчи не се поводи денес, ама битно аутфитот ми пуца. Значи, да, сум прифаќал предизвици, чаленџи, свежи во дивама. Мислам дека јас сум најхрабро момче што не се плаши од игли. Сите од моја фамилија, еве, татко ми и сестра ми имаат фобија од игли. Ја немам, тада газ. Колку сум само лагано, така, ми става игла, јас лагано си стојам. Солидно. Не се џабе сум едноставно момче. Едноставно ги зарешувам работите. А планирам некад да се напијам од сокот или зашо го држам за џабе. Та, ова е болницата што ме боцка, а сега ќе свртим околу неја, дека тука ова одма до ова убаво си града, тука работеше порано еден мој комшија дедоване, валјда некој го знае дедоване. Ма дедоване мислам дека е у пензија. Мислам, пошто одавна беше он вработен тука. Така. Да ме фати моторен воздух, пошто игли ми избрцаа. Само ламбо, сакаш со нас, а те пак ќе ме покарго. Нема вие да се го правило на сворака, да се испитувате. Јас се испитувам, пошто мора да се испитам. Така ми дојде сега јеби го. Али нема вие да се го правило, значи да се разбереме. Доктор ако не ви препорача да се боцкате, нема да се боцкале. Та сега јас ќе си застанам под ова да не ме врне. Та топ. Леле, налева ме боцка. Не е ладно ли дождот го заеба времето? Јас сум ти најхрабра момак. Значи јас увек од игли не се плашам. Дека има до парк, ајде идеме до паркот. Мислам дека овој парк, татко ми ме кажувана, уште кога работеше на метал техна пред 5-6 години, татко ми го правил парк. Со колеги се разбира. Така, не знам дали е дозволено дека да се влага, ама багабунда лайф. Значи, се поравив за литиум. Валја ќе бидат добри резултати, ако не се добри, да сме живи здрави. Види кој звер, види, уверен е без. Леле, брат, има клупи за сења, пошто врне се е мокро. Така да, газ. Леле. Ајде, и кошулата ми испаднала, нема везе бе. Сега ќе се наместам, не е проблем за нас. Си да ще ме гледате, си да сме тука фамилија едноставен, така е. А на мене ми се пие сок, така сега ќе се напијам сокче. Добра, сега како ќе отрам, не знам. Па не сум фатен ме брат у рацете. Да, па ше густ сок неке да се отвори, лол. Така. Сега ќе си напиеме сокче, пошто после боцкање да донесем течност, за да не ми се отлоши. На здрави. По-сокот иде во една секунда. Сега се осеќам нека по-способен. Така.
Само тя мога не върне. Она ми е сърце сломила. Она ме уцерно завила. И вдека можем да си застана да не ме върне. Ако ми е спаметен. Слушайте, или играта, или дощ. Трета нямаше да е. Ова бая ги кибира не време. То е сигурно. Слушайте, вие за мене с музички необразван и ютубер необразван. Само когда валя ке ме биде барем за готоч. Од тие 3 мора едно да биде. Да става маска, пошто светска пандемија. Така, значи, ева болницата, што ми ваде крв. Леле, се е сива, нека не ме брат. Ај морам да влезам, пошто валя да користам пешци. Да се гледам у наредна прилика. А да следам има пис. Да работят, да си дезинфицира брат. Така. И соочи да ползват го спивняват сега.